верувам дека вистинско уживање ќе биде гостувањето на нашата следна гостинка, бидејќи знам со какво огромно задоволство и радост ја очекувате секогаш почитувана гостинка во нашето студио. Професорката Наташа Котлар-Трајкова, добро утро, добре ни дојдовте и среќен празник, професорке. Добро утро, добро ве најдов. Честитки до сите жени за Меѓународниот ден на жената, 8 март. Мислам дека треба да си го прославиме, онака женски, моќно, весело, но и успешно, па дури и доминантно. Затоа што имаме што да прославиме. Така е. Да, добро ви утро, морам да ви кажам, се приклучувам на ова дека веруваме дека гледачите едве чека да видат, затоа што и ние многу се трудевме конкретно која гостинка ќе ја викнеме за оваа тема и навистина се израдувавме кога прифативте. Ве поканивме не само како успешна жена, реализирана на секој полет, туку и како историчар, затоа што мислам дека ни е потребна на сите една, да не кажам, ресетирање, но една мини едукација повторно на оваа тема 8 март, затоа што некако кога да се подзагубивме сите и навистина повеќе си има впечаток дека 8 март е ден на цвеќарите отколку ден на жената. Во право сте. Доаѓајќи точно кон вас, јас живеам во близината на Цветниот пазар. Местото на злосторот. И морам да признам, бев изненадена толку рано утрински, а огромна гужва, секој сака да купи цвеќе, секој сака нешто да подари. Убаво е тоа. Може би треба да биде почесто такво однесување, воспитано и културно. Јас така го третирам тоа. Меѓутоа, знаете, во нашето секојдневие потребна е многу поголема едукација. Сега мислам и машка и женска, бидејќи потребна ни е свест и совест во однесувањето, а ме прашавте за 8 март. Прв пат како ден, меѓународен, кој што би требало да го слави настојувањето на жените за остварување на определени права, се случува 1909 година, под водство на Социјалистичката партија на Америка. Замислете, во таа година постои авангардна партија во Соединетите Американски држави, која што настапува со една декларација сакајќи да одадат почит на стотина жени во една текстилна фабрика. Тие ја започнаа целата женска револуција. Тие ја започна, бидејќи најголемиот женски труд е вработен или ангажиран во текстилната индустрија. Се случува еден трагичен настан, стотина жени при еден пожар во една таква фабрика ќе загинат, ќе бидат умртвени. Намерно го кажувам терминот, бидејќи се затворени во таа фабрика за да не одат да штрајкуваат. Тоа се случува во Њујорк. Што значи нешто што можело да се избегне? Да. Во чест на тие жени, 1909 година се случува тоа, но тоа пак дава поттик на европските авангардни жени, посебно на Клара Цеткин, Роза Луксембург, кои што ние на времето ги учевме како достојни жени авангардни. На предлог на Клара Цеткин, кога се одржува втората интернационална социјалистичка конференција во Копенхаген, дава предлог да се востанови еден таков празник, еден ден каде што ќе се чествува борбата на жената за остварување на права. И за прв пат следната година, 1911 година, се одбележува тој ден, но не на 8, туку на 19 март. А ова што го имаме како ден, како датум, 8 март, се слави од 1917 година, кога жените во првата таа социјалистичка држава, Советскиот сојуз, добиле право на глас. Сега еден куризиотет. Во 1975 година Обединетите нации го прогласуваат 8 март за меѓународен празник на жената. Така што женската историја бележи многу настани.
би Да, рекла, сериозно напредна идеологија, која јас не ја препознавам во нашето живење веќе. Да, тоа сакав да прашам, значи, денес, ако нешто треба се слави, тоа е да дадеме благодарност, почит кон делото, ги споменате некои од нив, Роза Луксембург, Клара Цеткин и други, многу. И други жени, да. Дали тие имаат нешто нам да ни бидат благодарни? Дали, што ние имаме направено за жената после нив? Знаете, јас прво сакам да споменам дека и ние имаме жена која што е на нивното рамниште. Македонската Клара Цеткин, така да ја наречеме? Да. Тоа е Роса Врналиева Плавева, велешанка, револуционерка, илинденка, социјалистка, која што со својот сопруг живее во Скопје и навистина е припадник на таа авангардна идеологија, со тоа што таа делува уште во време на младотурската револуција, значи 1909-та, една година после таа револуција, со Накие Бајрам организираат настан каде што ќе се борат против зарод и фереџето кај муслиманската жена. Роса е таја која што ќе создаде и прва социјалдемократска организација во градот Скопје 1920 година, но со својот сопруг 1917 година пишуваат писмо како поддршка на Роза Луксембург, бидејќи таа е затворена, и даваат поддршка на нејзиното делување. Така да Роса ја имаме до 70-тите години, таа доживува длабока старост, се застапува за бесплатни аптеки, за здравствена политика кон жените или женскиот род и секогаш била со некои напредни идеи и секогаш носела машко одело, сакајќи својата женственост да ја изрази преку таа машка облека. Така што ние имаме... Зошто тогаш толку не знаеме за неа? Зошто не ја величаме повеќе? Ме чуди Апсолутно, да споменате дека се започна нели во Соединетите американски држави. Тогаш кога апсолутно немало никаков проток на информации, се прелеало веќе во Европа. Во Европа. Денес со овие информации што ги имаме, толку да не знаеме? Знаете, може би е и до начинот на нашето воспитување, најпрвин во семејството, да сакаме да восприемиме знаење. А исто така тоа треба да го направи институцијата, односно училиштето. Долго време во училиштето не се слеани најновите истражувања и подобрување на програмите и содржините. Има сериозни зошто и затоа, меѓутоа мислам дека со тек на времето сепак ако ништо друго ние жените историчарки ќе се потрудиме да ги внесеме и жените македонки борбени и значајни за македонското општество и македонската историја. Го споменавте училиштето и други образовни установи и градинките пред себе ги кажала. Оттаму започнува целото образование кај детето. Многу често честитки што сме добивале за 8 март биле денот на мајката. Како е возможно да се нема такво познавање? Дали намерно, дали случајно таква дезинформација да се дава? Тоа е класична дезинформација. Значи едно е денот на мајката, едно е денот на жената. Друго е, вие сте германист и сигурно знаете дека во Германија во Западна Европа денот на мајката е сосема друг датум и денот на таткото е сосема друг датум. Меѓутоа, знаете, кога бевме во претходниот систем, во на југословенска заедница, жената ги доби навистина правата кои што ги немаа многу жени во Западна Европа. Дури во 1945 година, сакам да кажам еден интересен случај, југословенската жена добива не само право на гласање, туку да си го избира и презимето. Дали ќе го задржи своето, дали ќе го додаде и така натаму. Значи, оние 4 варијации се од тој период.
Така да, ние како жени доживеавме на вистина еден продор на рамноправни одлуки и закони во претходната југословенска заедница. Мислам дека... Во тоа време, например, во Швајцарија, жената се уште немаше право. Нема. Една најразвиена земја. Една од најразвиените. Југославија е меѓу ретките држави во тоа време каде што ги исполнува сите оние барања кои што ги изнесуваат женските движења. Право на глас, на социјална заштита, здравствена заштита, рамноправно делување, вработување, 8-часовно работно време, порано се работело по 10 часа, 12 во зависност. Значи, друго, да не заборавиме, и македонката, и другите жени од југословенската па и заедница и организација, беа првин борци. Ако можеа тие да се справат со оружје во рака, тогаш апсолутно имаат право да се имаат рамноправни право на секоја да поле, бидат рамноправни во слободната заедница. Мислам дека од 91-та година натаму македонската држава не се потруди да ги развие сите оние напредни идеи кои што ги имаше во претходната заедница. Некако стихијата не фати и се определивме на нешто поконзервативно, патриархално, неупатено и несоодветно. Сепак задачата за воиднина е свесно, совесно и со многу знање да пристапиме и кон ова прашање, односно правата на жената во определено општество. Сега, иако се историчар, овој податок никаде го нема, ама едноставно гласно прашувам, гласно размислувам, кога се случи тоа, како деца паметиме, по едно цвеќенце беше доволно за наставничка, не добива чанти, не добива Сваровски, накид. Нашите мајки не одеа помеани токму за 8 март на тој начин да го прославуваат. Кога се случи тоа, јас ќе го наречам омаловажување на празникот? Па да. И како и кој го направи таков? Дали самите ние жените го направивме тоа? Мислам дека и самите ние придонесовме, зборувам како женски род, во таа манифестација. Меѓутоа, знаете како изминува времето и се намалуваат вредностите во однесувањето, се случува да отклониме од првичната идеја, бидејќи тоа е ден каде што се одава чест и почит на борбата за рамноправност, а не што велите вие онака кафански или свадбарски. Може било кој друг ден да си го прави. Си има право на тоа. Така. Имаше, знам и во претходниот систем, нели, патување на жените организирано. Тоа го имавме некаде при крај на распаѓањето на претходниот систем. Меѓутоа, веќе во овој систем, ние како по некоја инерција ги наследивме само оние негативни површни размислувања и вредности. И сепак, самите жени, сепак, ние треба да определиме како понатаму, што понатаму. Мислам дека ни недостасува вистинска борбеност и вистински настап во ова општество, бидејќи имајќи се и себе си во предвид, но и многу други жени, ние се обидуваме да не бидеме рамноправни. Ние сакаме да бидеме мајки, односно родители. Ние сме воедно професионално ангажирани, сакаме и таму да успееме. Сакаме да го имаме семејството под свое. Не сакаме да ни се случи некоја ситуација каде што семејството би потврлило. Сакаме да изгледаме физички добро, да се подготвуваме, така што превземавме многу функции кои не значат рамноправност. Премногу обврски си зададовме и тој некој прототип кој што не знам точно кој го измисли. Тешко е да се исполнат сите критериуми. Сакав ова да ве потпрашам во врска ова што го говорите. Еве да речеме да не беа овие женски движења, немаше
први основни да можеме да седиме овде, така, да зборуваме. Немаше да можеме да работиме, нели? Немаше да можеме да гласаме. Ако сме да речеме рамноправни во тој поглед, дали сме рамноправни во домот? Зошто се уште, барем на Балканот, се смета дека обврските дома, во семејството, се на жената. И ако нешто прави мажот, нам ни помага. Зошто тој нам ни помага? Добро, тоа се рецидиви на предходните обштествени моменти, да не заборавиме. И во Македонија, и во Србија, и во Хрватска, независно од развојот, сепак тоа беа патриархални и конзервативни општества. Капитализмот се појави многу порано во некои други земји, особено најпрвен во Холандија, Италија, развиениот индустријски во Америка, Германија. Кај нас долго време, кај нас долго време остана еден квази феудален систем каде што доминира машката личност, жената е затворена во домот, без никакви права, со доминација на еден религиозен конзерватизам, така што ние се уште се обидуваме да ги надминеме тие детски болести кои што се уште ги имаме наследено од еден многу одамна веќе завршен систем, односно феудално општество. Од феудално општество ние веднаш отидовме пак во социјализам. Сега се враќаме во капитализам. Така да имаме осцилации во општествените формации и тоа влие и на нашето однесување, на нашите сваќања, така што ќе ни треба време за да постигнеме определена рамноправност, бидејќи целата работа е околу рамноправност. Да, споменав дека на хартија, да речеме, сме рамноправни, но еве професионално вие си имате испробано и во повеќе полиња. Дали треба двојно или тројно повеќе да се трудите за истата функција отколку мажот само затоа што е маж? И да бидете 2-3 пати поквалитетни од мажот? Некако денеска ќе звучам носталгично, но морам да признам дека во оној социјалистички период, во таа заедница, тука немаше проблеми околу вреднувањето, односно исплатите кон жените. Меѓутоа, кон овој период, кон овој капиталистички, се случува таа нерамноправност и нерамномерност, но мислам дека сепак тоа зависи и до нас, жените, како поле каде што ние треба да делуваме. Бидејќи, знаете, ние сме различни само по природата, како сме родени, како сме воспитани, не толку колку што не создала природата со нашиот темперамент и вештини и способности. Тука може да биде разликата. А разликата во исполнувањето на задачите, таа е вештачки создадена и тука не гледам проблем дека ние треба да се бориме не само повеќе да работиме, туку да работиме доволно, а да бидеме исплатени соодветно. Во таа насока. Сакам за самиот крај го гледам времево, едно нешто што сега веќе ми представува енигма. На времето мислев дека знаев што представува, но денес веќе не. Феминизмот, како гледате на него? Дали, затоа што веќе се подразбира во многу негативен контекст се сваќа. Дали едноставно си ги надмина, си го оправда да речеме своевремено своето постојање, сега веќе непотребен можеби? Знаете, феминизмот е последица на оние женски движења кои што во себе ја содржаа социјалистичката идеологија. Тоа значи како една напредна, авангардна идеологија, во таа смисла го кажувам. И во тоа време. И во тоа време. Иако феминизмот, ако ги бараме почетоците, се случуваат во некаде 18-тиот век, кога се појавува просветителството во Франција и каде што тие идеи се дисперзираат низ поширокиот европски терен. Најмногу се постигнува во
средината на 19-тиот век и особено нели првата половина на 20-тиот век, кога се постигнуваат тие исполнување на некои барања, особено 8-часовно работно време и така натаму. Мислам дека проблемот во феминизмот настана кога се појави фрагментирањето на тоа движење. Покрај основните социјални, политички и културолошки барања, почна движењето да се фрагментира и сега имате вие либерален феминизам, анархистички феминизам, дури имате екофеминизам, различни видови на феминизми кои што не придонесуваат за исполнување на една единствена идеологија или барање или кауза. Така што мислам дека времето ќе покаже дека тоа веќе не е соодветно делување и дека формите на женското однесување ќе бидат во некоја друга насока и со друг израз. Мислам дека веќе од 80-тите години на 20-тиот век веќе феминизмот доживува фрагментирање и со тоа стагнира. Јас многу ви благодарам и што дојдовте и на оваа мини едукација. Стварно се надам дека секоја една жена малку ќе одви денес време да подразмисли околу сите овие прашања и како да продолжиме понатаму. Честитки, ви благодарам за поканата. Во друштво сум на две жени, ви посакувам многу успех во работата и секако во приватниот и во личниот живот уште поголем успех. Обострано возвраќаме и јас се разбира ужива во вашиот разговор. Загатнавте многу теми кои не окупираат на жените и верувам дека ни зададовте и задача да размислуваме на истите. И пред се да изразиме благодарност, да не забораваме зошто и благодарение на кого постои овој ден. Да. Точно. Точно така.